Говор на омраза. Говорот на омраза е се поактивен во предизборниот период. Доколку размислувате различно, доколку зборувате различно или едноставно доколку имате желба да создавате во едно демократско и отворено општество. Тогаш вие сигурно ќе бидете мета на говорот на омраза. Тој носи порака на инфериорност на членовите на односната група и осудува, понижува. Практично во себе ги содржи сите елементи, сите расистички, ксенофобични, хетерофобични, хомофобични, сексистички и други поврзани декларации кои што ја нарушуваат личноста. И овие денови можеме да сретнеме секакви вакви пораки на социјалните медиуми. И знаете што? Сите ние сме мета на него. Сите ние секојдневно сме осудувани за тоа што сме ние. Посебно во турбулентни моменти, посебно во моменти кои што се важни за нашата иднина и за иднината на нашата земја. Говорот на омраза не смее никој да го поддржува и не смее да пушти николец, доколку сакаме да станеме едно здраво општество во кое што секој ќе има слобода да каже тоа што го мисли. Не, навистина, никогаш мислам дека говорот на омраза, а се почесто сум сигурна во тоа, дека говорот на омраза е дете на лажните вести. Бидејќи магично секогаш се јавува кога треба да се одбранат лажните вести и е толку непријатен и толку суров, што не ни преостанува ништо друго, освен да преземеме директна акција. Ние младите сме тие што внимателно и критички ќе ги следиме медиумите и политичките партии, како најголем извор на говор на омраза. И ќе се бориме гласно, безкомпромисно. Доаѓаат избори, а говорот на омраза не смее да биде дел од изборните кампањи, како манипулативна алатка за допивање на политичка моќ.